Студентите повеќе нема да живеат во нехумани и лоши услови. 17 милиони евра, од кои 4,7 се грант, ќе чини реконструкцијата на студентските домови Стив Наумов и Кузман Јосифовски Питу, соопшти министерката за образование Весна Јаневска. Домовите ќе бидат готови за околу 18 месеци и студентите конечно ќе живеат во современи стандарди. Активностите за етапна реконструкција на студентските домови се во тек. Се реализираат во Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов во Скопје и во нив се вложуваат 17 милиони евра. За 18 месеци ќе станат современи, енергетски ефикасни и ќе понудат услови и стандарди за едукација и престој какви што треба да има и какви што студентите заслужуваат. Младите задоволни од реформите, кои се спроведуваат за напредување на стандардите на студентите. Истовремено, превземени се мерки со кои на студентите кои не успеале да се сместат во студентските домови, им се нудат дополнителни услови и поволности за сместување. Студентите кои што не можеа да се сместат во студентските домови поради реконструкција, од страна на МОН беше обезбедени дополнителни легла во ученичките домови во градовите и константно комуницираме ние со студентите, каде што до сега во делот и на одбиени студенти излегуваме во пресред да им овозможиме да бидат местени во студентските домови. Владата, како и Министерството за образование, ја има целосната поддршка од Европската унија и ова е важен чекор кој го превземаат македонските власти за унапредување и развој на инфраструктурните проекти, како и подобрување на условите за престој на студентите, нагласија Стефан Худулин и Клаус Милер, шефот за соработка на делегацијата на Европската унија во Македонија и представникот на Германската развојна банка. Европската унија продолжува со својата посветеност за одржување на економската ефикасност во Македонија. Средствата за овој процес се дел од агендата за обезбедување на услови за современ и квалитетен живот на македонските студенти. Овој проект има навистина огромно влијание, бидејќи студентските домови ќе спречат испуштање на големи емисии на штетни честички. Тоа ќе има значително влијание кое ќе подобри состојбата со наглите климатски услови. Според Јаневска, до крајот на мандатот се очекува да бидат реконструирани уште 7 студентски домови, вклучително и тие надвор од Скопје, што се предвидени околу 25 милиони евра.